Јас би требало да го имам колегата Дејан Андоновиќ на Zoom линија, што значи дека е дојдено време, минути за надворешната политика. Дејан, добро утро. Добро утро, Сашо. Нешто од она што се договаравме, мислам дека се однесува на тоа да обрнеме неколку минути во врска со барањето до Русија да го напушти Крим и од друга страна новиот закон во Русија за казна за секој што ќе напушти територија државна или она која смета за државна Русија. Што се случува на тој план, Дејана? Токму така, вчера би рекол малку шокантна резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации, во која со 63 гласа за, 17 против и 62 воздржани беше изгласана резолуција со која се бара Русија веднаш да ги повлече своите трупи. Тенко мнозинство, еден глас повеќе во врска со гласањето, 63 на 62. Да, практично 63-62, 62 се воздржани, а 17 беа против, со која се бара, значи, Русија да ги повлече веднаш трупите кои се распоредени во Крим, со кои го анектираше Крим во 2014 година, и практично и Крим, но и источниот дел на Украина, што представува на некој начин одраз на мислењето на западните држави. Се разбира, западните држави бараат да се врати, да се повлече војската, додека оние традиционални пријатели Кина, Иран, Сирија, Куба, Венецуела се против. Оваа резолуција, иако е резолуција, не е правно обврзувачка, но представува одраз на мислењето на западните држави како треба во иднина да се однесува Русија и како треба во иднина на некој начин да делува идната администрација на Џозеф Бајден. Шокантна информацијата, бидејќи доаѓа токму во време кога треба да дојде до промена на политиката и на председателот и администрацијата во Белата куќа. Путин веднаш експресно, како да очекуваше дека ваква некоја, иако правно необврзувачка, сепак е резолуција на Советот за безбедност, издаде декрет со кој предвидува закон, затворска казна и санкции за сите оние личности кои ќе се обидат да агитираат или да делуваат во анектирање на постоечката руска територија. На некој начин упатувајќи им сигнал на сите оние политичари, војни команданти, локални моќници и на Крим и во источна Украина, кои можеби би подлегнале под оваа резолуција, која според мене, Сашо, е увертира во нешто друго, а тоа е она што не се договаравме, можеби, но веројатно знаеш и веста, дека надворешно-политичкиот одбор на Американскиот конгрес вчера заседаваше, ги разгледуваше идните политики, како треба да се движи надворешната политика на новата администрација на Џозеф Бајден. Се разбира, таму учество зема поранешната министерка за надворешни работи или шеф на американската дипломатија Медлен Олбрајт и председавачот на одборот за надворешна политика Елиот Енгел, кои на некој начин упатија порака пред се до Русија, но и до Србија, дека Србија мора да продолжи со својата досегашна политика на признавање на Косово. Косово е независна држава и тука нема компромис, бидејќи во спротивно администрацијата во Белград на Вучич може да се согласи да се соочи со нови санкции. Тоа е барањето. Исто така Медлен Олбрајт како поранешен шеф на американската дипломатија побара идната администрација на Бајден да се насочи кон соработката на Русија со балканските држави, пред се со Србија, бидејќи Соединетите американски држави треба да се загрижени за продажбата, односно купувањето на Србија на руско оружје, но исто така и побара, за разлика од претходната администрација на Доналд Трамп, идната администрација да соработува потесно со НАТО и Европската унија и да ја уништи корупцијата која владее на Западен Балкан. Исто така овдека е офатена и Турција, односно односот на Ердоган со тоа какви масовни апсења прави изминатиот период, особено вчера кога уапси нови 300 и повеќе од 300 лица за кои се смета дека се соработници на протераниот Фетула Ѓулен, но и купувањето на руско оружје од страна на Турција. Значи, во еден збор се чини дека оваа резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации е увертира во нешто што во наредниот период со доаѓањето на новата администрација на Џозеф Бајден веројатно ќе биде насочена
и американската надворешна политика, која според овој одбор на Конгресот смета дека изминатите 4 години Доналд Трамп многу малку работел околу ширењето на руското вооружување, руското влијание, сето тоа насочено кон Кина. Нешто што Бајден очигледно ќе го забави, ќе се насочи кон Западен Балкан и пред се кон поранешните советски републики. Дејан, ја видов јас оваа вест за вчерашно повторно приведување на 302, ако не се лажам, турски војници обвинети за учество во тој неславен наводен пуч или ненаводен пуч, секако беше некаква операција за симнување на аеродром пред неколку години. Истовремено вчера слушав, гледав негде кај по овие светскиве медиуми, сега не можам точно да се седам каде, меѓутоа застрашувачка е ситуацијата со пандемијата во Турција. Дури се јавија доктори кои што тврдат дека Турција ги фалсификува и онака големите, огромните бројки на новозаболени починати од ковид и дека состојбите по турските болници се далеку посериозни од колку што и државата официјално ги признава. Има ли тука баланс на тој тип на вести во однос на тоа што прави Ердоган? Од една страна не успеват да воспостават политика здравствена која што ќе го одржи здравствениот систем на Турција во тешко време за цел свет, се разбира. Турција не е единствената земја во која има такви драматични настани, тие има и кај нас ситуацијата исто така тешка. Меѓутоа, од друга страна, едно парирање на таа политичка агенда со нови апсења, како да се прави еден баланс во тоа на што треба да се насочи вниманието на јавноста во Турција. Па оно што беше исто така интересно изминатиот период, ова апсење кое се случи вчера доаѓа како гром од ведро небо, колку што можам да ја следам турската политика и турските случувања, се разбира преку медиуми и новинските агенции, но сепак тоа е сето веродостојно. Турција изминатиот период направи целосен локдаун, односно целосен карантин на целата територија на Турција поради зголемениот број на новозаболени и починати во Турција. Турција очигледно се соочува со голема катастрофа како резултат на последиците од пандемијата. Веројатно та мощната опозиција која многу тешко може да дојде, би рекол, до медиумите и до реакции, сепак го критикува Ердоган и неговата политика дека многу тешко се справува или лошо се справува со пандемијата. Она што особено беше критика но и од Светската здравствена организација, дека Турција само прогласи карантин и полициски час, но многу е тешко на толкова голема територија како што е Турција, таков тип на конфигурација на терен и на население, целосно да се затвори што можеме да го видиме нели кај нас. Ние како помала држава многу полесно можевме, но сепак имаше кршење на тој карантин. Се чини дека Ердоган како да сакаше да ја злоупотреби, би рекол, состојбата со ковид и наместо да е насочен кон здравствената криза, тој очигледно сега почна повторно да се справува со оние лица за кои се осомничени дека во 2016 година стојат зад пучот на неговото симнување од власт. Благодарам за овој утрински брифинг во меѓународната политика и меѓународната сцена. Само би сакал да додадам една вест, не знам дали ја виде, тоа пред малку го видов, во насока на пандемијата, тоа е дека новата вакцина Спутник 5, според експертите, руските експерти, тие предвидуваат дека лицата кои ќе ја примат таа нова вакцина 2 години нема да смеат да конзумираат алкохол, што ми укажува дека можеби многумина во Русија нема да ја примат таа вакцина. Пропадна проектот со вакцинација во Русија. Дејан, благодарам. Се слушаме утре на истата меѓународна тема, на истите теми од меѓународната сцена.